Road Machine Lovers, јас сум JJ и може би се познаваме од мојот подкаст на истиот канал. Линк во description. Ова е првото видео од серијалот Коли на продажба и во овој серијал ќе се потрудам да ви ги одговорам сите прашања кои може би ги поставиле на собственикот на ова возило, доколку сте заинтересирани да го купите. На крај ќе имате информација за тоа колку чини и како може да се исконтактира. Видеото ќе се состои од патување, анализа на возилото и разни кадри од местата кои што ќе ги посетиме со нив. Па ајде да почнеме. Ова е најбрзата верзија на Мини Купер. Во најспортската варијанта купе со најпосакуваниот мануелен 6-степенски менувач. А добро, може и во најбрзата боја, црвена или магнет за казна. Спецификација на денешното возило. Мини Купер Куп, John Cooper Works, 2011, шасија модел R58. Носи 4 цилиндри мотор со 1600 кубици, 208 коња и турбина. Нормално бензин, наточено 100 октани. До сега имам поминато 115 км со нејза. Моментално се наоѓа на 142.367 км. Оваа бројка ќе расте бидејќи возилото се вози константно. Од сервис направена е промена на филтрите за улје, за бензин, за воздух. Сменето е улје. Променета е сет на ламела. Пред 10.000 км се сменети сите амортизери. Исто така со последниот сервис е сменети и задни спирали. Нормално и амортизерите и спиралите се оригинал Stach OEM BMW делови. Ова е високо опремен автомобил. Има грејачи на шофершајбна, грејачи на ретровизори, автоматско затемнување на ретровизори, круз контрол, voice commands, има автоматска клима, има кожен волан, кожен интериер, црно небо, има ambient lighting, кој што менува и бои, но исто така менува и интензитет, има ксенон светла, автоматски, нема автоматско долго, има сензори, нема задна камера, има автоматски брисачи исто така, нормално магленки, исто така има големата навигација, која што е реткост за овие модели, особено во првата година на производство како што е овој модел, 2011. Има Bluetooth, AUX, USB. Конкретно овој модел го има и најважниот пакет, тоа е John Cooper Works. И тој не ги носи само значките напред на браникот и на задниот дел од колата, туку тој носи и спортска мапа, односно спорт дугме, и со помош на овој пакет развива 208 коњски сили. За разлика од обичниот куп, John Cooper Works пакетот додава и спортска суспензија, која што е 2 см пониска од обичниот куп. Исто така додава и поголеми дискови и поголеми шепи, но и издувот е во центарот на задниот браник. И има одличен звук. Се надевам дека може да го слушнете од овде. Ова возило има и спортски антиролбари, кои што не дозволуваат љулјање при кривини. На вистина се осеќа дека е залепен до асфалтот. Ова возило има и 17 гуми, кои што мислам дека се најдобриот трейд-оф во однос на нашите патишта и удобноста која што ја нуди. Доколку овој модел имаш 18, не само што ќе беше проблематичен за возење по нашите асфалти, туку ќе биде и проблематичен во однос на цената на чинење на самите гуми кои ќе треба да ги замените. Од она што можев да проверам на интернет, разликата меѓу 17 и 18 е некаде околу 10.000 денари. Може би и повеќе, зависно во која гума ја гледате. Моментално е на Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 гуми, кои што не се многу возени, така што на следните 20 до 25.000 км ќе можете слободно да уживате. Година на производство на истите е 22. Спецификациите на страна. Какво е чувството на возење на овој автомобил?
моторот работи перфектно, нема некои чудни звуци, се слуша одлично. Турбината се слуша само кога треба. Едноставно е стегнат, нема тресење при кочење. Може да видите и сами. При кочење не влече на ниедна страна. Каросериски генерално е добро сочуван. Нормално на 140.000 км колата е возена, некаде околу 11.000 км на просек годишно. Има некои оштетувања, но ништо не е озбилно. При проверка со магнет немаше никаков проблем, не пронајдов места каде што е китирано. Напред на браникот има еден дел каде што лакот е излупен. Собственикот е свесен за тоа, не сака да го шминка возилото, смета дека искрена кола ќе донесе искрени пари. Можев да забележам дека на едно од вратите, мислам дека левата има некои гребнатини. И друго нешто поголемо не можам да се сетам, но ништо од тоа, верувајте ми, не е страшно. И заборавив онде на крилото десно напред има тачап со црвена исто така боја, треба тен да го забележите за да го видите. Значи ништо out of the ordinary, ништо страшно, автомобилот е прав, исполиран, спремен за возење, спремен за уживање и исто така исчистен внатре, направено му е хемиско, културно хемиско, значи не е да ви падне таванот да ви се одлепи за 6 месеци од сега. Убаво мириса внатре, нормално со ароматизери, едноставно колата е чувана за свој мерак, што ви кажат. Ја возев и навечер, ксенон светлата се одлични, нема разлика во осветлувањето помеѓу едната и другата. Тоа е добра информација, бидејќи не би требало во блиска иднина да ви се случи да ви се изгори некој ксенон светло, сите знаеме колку се скапи. Сијаличките сите на колата работат одлично, значи кочници, штоп светла, магленки, сите функционираат. Внатре сите светла работат, амбиент лајтингот работи, се функционира во најдобар ред. Овие 2 дена возиме со полн гепек. И не можам точно да одредам од каде доаѓа тропањето, дали доаѓа нешто од кај тоа што ги имаме во багажникот или не. Зборев со собственикот, тој ми кажа дека го проверил возилото и дека немало никаков проблем. И верувам дека ако нешто се случило во меѓувреме, тоа лесно може да се провери кога колата ќе се стави на дигалка при проверка кога би сакале да ја носите на сервис, да ја проверите за вас пред да ја купите. Седиштата се удобни, не им е извадена душата како на повеќето коли кои што се возат из Македонија. Кожата не е расцепена, нема некои видливи оштетувања. Исто така интериерот е одличен, нема нешто што фали, да речам некое дугме или нешто изгребано. Тука нешто малку има на воланот, ама тоа е нормално. Кожата е во добра состојба на воланот. Исто така рачките се е тука, сите дугмиња работат, кваките се добри, сите овие за ладење се добри, не се скршени, сите функционираат. Дисплејот нема некои проблеми со пиксели да мртви или такво нешто. Лумбалната поддршка функционира и ја има на двете седишта. Раконаслонот функционира, има некои пластики внатре моментално. Bluetooth функционира, USB-то функционира, AUX-от функционира. И што е интересно за оваа навигација е тоа што за некои 250-300 евро, зависно од тоа дали сакате да си нарачате сами или да однесете кај некој да ви го направи, може да вградите уред кој што ќе ви дозволи да имате Apple CarPlay или Android Auto. Јас имам ставено на моето возило, истото пасува и на оваа навигација, бидејќи мини се под BMW. Значи мислам дека ова е циц навигацијата, може да не сум во право, лесно се проверува и двете навигации се поддржани. При тоа нема да го изгубите фабричкото радио, туку само ќе добиете опција да префрлите на тој уред и да имате Google Maps, Spotify, се она што ви треба. Искрено, ваквите возила ги обожувам од 2010 до 2018, бидејќи мислам дека се sweet spot во однос на цена и перформанси. Особено моментот оние кои што имаат вакви навигации, каде што може да ги донесете до техничкото ниво на кое што се и најновите модели. Во кабината постојат некои ситни звуци, но ништо од тоа не е страшно. Јас овие работи сум ги решавал со оние сунгери кои што се ставаат на прозори за да диктуваат како што треба. Генерално звуците што ги слушаме доаѓаат од задниот капак на багажникот. Тоа е нормално, се случува на секоја кола, дури може би постои кога е нова кола. Јас сум слушнал кај пријатели кои што нови му возила сум имал шанса да ги возам. Не е ништо страшно. Иако ова возило нема и цвикања од пластика, шкрипења, фан факт, доколку се појави тоа може да се поправи со еден специјален силиконски спреј за подмачкување. Го купувате, шприцате на местото од каде што доаѓа звукот и едноставно понатаму тој звук нема да се повтори. Но треба да пазите како го нанесувате, бидејќи е отровен и не треба да нанесете премногу, бидејќи онаму каде што ќе се растече, тоа место ќе биде лизгаво. Прашете ме како знам. Најинтересното нешто што не го кажав, а може да се примери на
надворешноста на овој автомобил е тоа што овој куп е единствениот мини кој што има автоматски спойлер. Спойлерот се дига на 80 км на час или можете овде со дугме да стиснете и да го отворите докога ја перете колата или докога ќе ја паркирате, сакате да го гледате ова возило со автоматскиот спойлер во отворена положба. Исто така, на кровот ова возило има уште еден додатен спойлер кој што го насочува воздухот во правец на автоматскиот спойлер. Прави голем притисок врз задниот дел и овозможува поголема стабилност во кривините. Возилото е регистрирано, гаражирано и останува на вас само да го запалите, да ставите бензин и да возите онаму каде што ќе посакате. А како вози? Одлично. Како што реков, држи добар правец, инстантни се сите поместувања на воланот, веднаш чувствувате како се насочува возилото, но вистинско уживување. Мини Купер се познати по нивниот волан и управување, како е целото возило сетапирано да лежи во кривини. Со автоматскиот спойлер уште подобро се чувствува возилото во кривина, дава одлична стабилност. Често го споредуваат ова возење со возењето на картинг. И навистина е така. Иако седиштата не се кофи, како што можеби би виделе на различни модели од истата година, не на Мини Купер конкретно, туку например кај Renault Megane RS, овие се сосема доволно добри во седишта и држат доволно добро во кривина. Бидејќи возилото е многу ниско од земјата, се чувствува како да возите многу побрзо од вистинската брзина која што ја покажува на километражата во средина. И тоа е многу интересно. Генерално сите ние сакаме да возиме, но не сакаме да ни одземат возачката. Затоа внимавајте. Најинтересно е да возите помали автомобили, поспори, брзо. Но овој автомобил и како е брз. Затоа треба да внимавате, бидејќи многу лесно може да ги прекорачите ограничувањата при мало невнимание. Исто така, не заборавајте дека ова возило има спорт мод и се менува агилноста на моторот, треба навистина да бидете спремни кога ќе вклучите спорт модот. Моторот е силен, има торк. Дури и во спорт мод, кога ќе стиснете до крај гаста, нема торк стир, возилото продолжува да вози право, има добра стабилност, сето ова го прави економичен. Дури во град може да го возите во 5 на 60, иако јас тоа не го препорачувам, но е доволно агилен моторот за да може да се сноси со таков терет. Ајде да го ставиме во спорт мод, да слушнеме каков звук ќе даде. Во спорт мод е навистина друга играчка. 20 до 25% се осеќа на папучата за газ, разлика. Агилноста на моторот е тотално различна. Едноставно се буди, но треба да бидете будни и вие. Се чувствувам многу безбедно, бидејќи контролата за стабилност, како што реков, е одлична. Таа се вклучува онаму каде што ќе ми снема талент, може и целосно да ја исклучите, но не препорачувам тоа да го правите на јавни патишта. За оние најхрабрите тоа треба да го прават на патека, во контролирана средина. Бидете одговорни. Седиштето оди до патосот. Колата е спремна за напатека. Па затоа и овие длапки на кровот, за да може слободно да ставите кацига и да имате простор при возењето. Возилото е многу уникатно, има одлична боја и навистина е огромна реткост да се појави исто вакво возило до вас на семафор. Сето тоа се плаќа, но не заборавајте дека ова е уникатно возило. Навистина, не како сите оние по реклама 5 Golf 4 дизел што ги гледате. Уникатноста доаѓа во тоа што отприлика се произведени вакви 20.000 примероци. Нормално, со текот на годините, законите се менуваат и ретко кога ќе има можност повторно да се увезе ваков некој автомобил. Го знаете нашиот пазар, вакви автомобили нови многу ретко се носат и можеби заради куповната мок на пазарот и скоро и да не биле постоечки кога излегле на времето да се продаваат тука. Реткоста на овој модел доаѓа и од мануелниот менјач, бидејќи не го знам точно со односот колку се направени автоматски, но знам дека има вакви со автоматски менувач. Затоа и цената на чинење е малку повисока. Реално во следните 7-8 илјади километри нема потреба да направите ни промена на улје
Јас тоа го препочитувам да биде на 10.000 км, за да се задржи свежината на моторот. Разговараме и за слонот во собата. Практичноста на овој автомобил. Сите знаеме дека мини куперите, собствениците ги сакаат и ги посакуваат заради нивната практичност. Бидејќи во секој случај може да ги спуштите задните седишта и добивате многу поголем гепек во правилна форма, каде што може доволно да се спакувате за да одите било каде. Одлична кола е за двајца, но и одлична градска кола, бидејќи може да ги ставите позади и возрастни луѓе на кратки релации, но често можете да ги возите и своите деца. Со скренати седишта има и доволен багажник за да може да отидете на шопинг, да купите одредени работи, на вистина одлично градско возило. Иако во нашиот град подобро се снаоѓаат повисоки коли, сепак Куперот има одлична висина и нема да ве заглави никаде, дури ни на некој лош паркинг од некоја лоша зграда. Истото се случува и со овој автомобил. Е доволно висок, влегов неколку пати во различни згради и нема никаков проблем со висината на автомобилот. Но трейдофот што е направен да се изгубат задните седишта за да се добие поспортско возило со поспортски изглед не е залуден заради тоа што кабината ја чувствувате различно. Се чувствувам како да сум затворен во некој болид. Едноставно со 2 сантиметри спуштен кров, со малку навалена шовршајбна, навистина се осеќам дека сум во некое спортско возило од многу поголем размер, од многу повисока класа. Имам една забелешка, а тоа е папучата за квачилото. Ова е генерална забелешка, не е забелешка за овој модел што го возам денеска. Генерално под групацијата на BMW, сите оние што имаат мануелни мењачи, кумплогот фаќа на едно место и не е линеарен како например во Honda или во други возила. Но тоа се учи, не е механички дефект, едноставно така е произведено. Нема што тоа да ве плачи. Иако има одлично звучување, мислам дека следниот собственик повеќе дел од времето ќе го вози со спуштени прозори за да го слуша одличниот спортски фабрички издув. Моето мислење за овој автомобил е малечка е, ниска е до земја, ве прави да се чувствувате дека сте залепени до асфалтот. Нуди огромна забава внатре во ограниченоста на брзините, што е многу важно. Останува на вас да ставите на вага дали ви е потребен ваков автомобил. Може би имате веќе поголем автомобил, ви треба втор за викенд, сакате да уживате, или може би воопшто не ви ни треба повеќе од еден автомобил и доволни ви се 2 седишта и одличен гепек. Во тој случај, мислам дека ова е полн погодок за она што на вас ви треба. Роуд трипот заврши, минавме 417 км со ова возило, имаме уште 263 км до следното полнење, 7,5 литри потрошено во просек, на автопат троши многу малку, дури помалку од 7. Во град троши малку повеќе и нормално, секогаш зависи од тоа колку стискате. Јас сум изненаден. Мислам дека со цел резервоар на автопат може да се поминат сигурно над 600 км. Ова моментот што го гледате е Car Vertical Report, кој што ги пребарува сите бази на податоци во однос на автомобилите кои што се во оптек низ Европа, но и низ целиот свет. Тука може да видите за вашето возило дали има некаква штета или дали е крадено, дали е удрено или нешто слично. И како што може да видите овде, нема никакви проблеми со кражби. Легалниот статус значи дека нема никаков проблем со пренос на возилото, дека се било по легален пат завршено, дека нема никаква штета. Исто така ова ги пребарува и базите на осигурителните компании и таму проверува дали има некакви штети, може да ви покаже и дали има некакви слики од некаква сообраќајка или слично, што го нема овде. Natural disasters, дали е било во некоја поплава или слично, и овде дава точната спецификација на возилото, John Cooper Works Coupe, 208 конски сили, brake horsepower и слично. Ова го правам јас, за да не мора вие да плаќате од вашиот джеб, за да ги дознаете овие информации. Јас не сум во никаква релација со Car Vertical и ова е платено од мојот джеб. Јас навистина мислам дека ова е еден од најзабавните автомобили што сум ги возел досега и ми причинуваше искрено одлично задоволство и огромна чест да го возам. Поздрав до собственикот Мики и доколку сакате да стапите во контакт со него и сте заинтересирани за ова возило, слободно може да ми пишете мене на Instagram во DMs или на TikTok или на мејлот во дескрипшенот под ова видео, јас ќе ве поврзам. Се надевам дека уживавте во ова видео и доколку не сакате да пропуштите некој од следните автомобили, одлични спортски и ентузијастички, кои што ќе ги возам на овој канал, во тој случај направете subscribe
А доколку вие не сте лично заинтересирани за ова возило, а може би знаете некој кој што е, направете шер на видеото и не заборавајте да стиснете лайк. До следното видување. Поздрав!